Секој семеен дом е најсреќен кога во него се радуваат децата. А деца како деца се најсреќни кога си играат. И додека играат, живеат во стамбениот простор на сегашноста. Таму, во тој простор, што нема време, ги пречекува македонскиот паничар, најдревното куќе на македонците. И детето, и паничарот се единствените жители на екзистенцијата кои можат да ги забележат и најневидливите случувања и поместувања во светот на објектите. Токму затоа, овие две пријателчиња умеат сосем да се разберат и реално да ја сватат секоја новонастаната ситуација. Единствено децата се во контакт со овој заборавен јазик на луѓето кој бил користен во примитивните заедници. Та затоа можат да ги прочитаат пораките на македонскиот паничар, кој пак се уште го негува примитивниот јазик од речникот на сетилата и на интуитивната семиотика. Ова добродушно куќе има несебична наклоност спрема децата, зашто во нив гледа соговорник што спонтано знае да ги употребува мимиките и гестовите. Бидејќи паничарот е совршен читател на сите човечки движења, умешно ги чита детските намери за игра, та затоа веднаш му се придружува на секое дете што има добра намера. За македонскиот паничар, детската игра е пријатна атмосфера, та затоа умее да ја прифати играта поврзана со трчање, скокање, движења што изразуваат среќа и задоволство. Ги прифаќа дури и непријатните и неконтролирани постапки на децата. Им се приспособуваат на тие детски движења и наоѓаат соодветен начин како да постапат, а да изгледаат привлечно за љубопитството на децата. Понекогаш во играта од движења, паничарот намерно го провоцира детето, допирајќи го со нога или со муцката, само за да го принуди на натамошни безгрижни дејства. Македонскиот паничар е добар придружник, ужива да го придружува секој член од семејството, кога се движи некаде надвор од дома, некаде на улица, на планина или на некое друго место. Кога ја има таа улога на придружник, како и секогаш, сетилата му се целосно отворени кон она што се случува, сакајќи притоа да внимава на евентуална опасност што би се појавила ненадејно. Се поставува себе си како заштитник, а во една таква улога најпрви им ги чита мислите и емоциите на повремените разменувачи додека се движите во просторот, а потоа и реагира соодветно, лаејќи со различен тон и со различен интензитет. Македонскиот паничар е доследен и ригорозен чувар на детенцето кое му е доверено на чување. Не се одвојува од него, а ако се реши да се оддалечи, тоа го прави само за да добија поголема прегледност на целосната ситуација во амбиентот. Има примери во кои паничето дури и се обидува да го нахрани детето, носејќи му храна. Умее да ги истрпи невнимателните, некоординирани движења и удари од малото детенце, а потоа, користејќи ја својата интелигенција, наоѓа начин како да го заигра детето, тркалајќи се, трчајќи околу него, буткајќи го, божем случајно, се со цел од него да извлече оптимистичка страна на волјата. Оваа кинолошка приредба беше несекојдневна по тоа што кучињата паничари, што беа доведени на изложбата, добија деца за водајчи.
На децата им беше доволно само еден час да се запознаат со конкретната единка што требаше да ја поведат во рингот. Контактот меѓу децата и кучињата за кратко време се претвори во таква блиска дружба што децата, кои за прв пат водат куче во ринг, во голема мера се сплотија со кучињата. Оваа убава гледка укажува на тоа дека токму оваа македонска раса на куче е најсоодветна за децата, така што со право македонскиот паничар се нарекува куче на семејната среќа. На кинолошкиот фестивал, организиран од кинолошки клуб Поларис, на 24.9.2022 година беа пријавени 19 македонски паничари. Макс на Мирче Владимиров, Белчо, Панчо, Сирма, Зоре, Шарка, Веда, Севда, Мирина, Видра и Ведра на Владко Костовски и Маријан Костовски. Шарче на Стојко Димовски, Буби на Љупчо Боцевски, Дебели на Зоран Бошковски, Роки на Сашко Спасеновски, Топи на Петар Димитров, Лаки на Жарко Георгиевски, Цаки на Дарко Димитриевски и Тоби на Благојат Трековски. Од нив учествуваа 16 и сите се прикажаа во најдобро издание. Македонија изобилува со автохтони кучиња, од кои може да се направат повеќе македонски раси на кучиња. Кинеолошки клуб Македонски паничар има за цел да вметне во кинеолошки рамки една голема популација на автохтони кучиња со мал раст, која е најбројна и најстара кучешка раса во Македонија. Кинеолошкиот клуб Македонски паничар, освен што има за цел организирано да ја одгледува и презентира оваа стара македонска раса на куче, на секој можен начин ќе се обиде кучињата да им ги доближи на младите генерации македонци. Вложувањето на најмладите е најголем влог во иднината. Кај дечињата кои на кинеолошкиот фестивал за прв пат се запознаа со расата Македонски паничар и за прв пат водеа куче во изложбен ринг, се изроди љубов, не само кон македонските паничари, туку и кон кучињата и кинеологијата како научна дисциплина. Некои од нив еден ден можеби ќе станат големи кинеолошки судии, хендлери, дресери, професионални водичи на кучиња, одгледувачи, ветеринари или кинеолози кои ќе ја прослават Македонија и македонската кинеологија насекаде во светот. За најубав паничар на кинеолошкиот фестивал од кинеолошкиот судија Љупчо Петрески беше избран Макс на Мирче Владимиров. Кинеолошкиот фестивал, кој се одржа на 24 септември 2022 година на стадионот Македонски лавови во населбата Ѓорче Петров во Скопје, беше организиран од Габриел Стибел, Наде Радевска и Стефан Митровски, раководните лица на кинеолошкиот клуб Поларис. Кинеолошкиот клуб Македонски паничар
им се заблагодарува за укажаната можност да ја презентираат оваа стара македонска раса на куќе. Vekovi